Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Веќе 3 децении последните 6 километри до Тетовска Луковица, досега ниту централната, ниту локалните власти не покажаа интерес да ги асфалтираат. Оваа делница за време на летниот период само иницијативно од жителите се пополнува со песок, но после секој дожд се создаваат огромни дупки. Ова е единствениот пат во Западна Македонија кој не е асфалтирана води до населено место, препон со дупки и нерамнини. Погоден за офроуд, но не и за овие мештани кои секојдневно мораат да се движат по 6 километарската делница за да стигнат до Тетовска Луковица. Селото е сместено на планината Сува Гора над езерото Козјак во преубава природа, но за да стигнеме дотаму често ги кршиме возилата или одиме организирано со комби превоз, велат жителите. Заради тој пат и школото е затворено. Значи и децата што се овде родени, имамо мала и деца, нема кај дуча, ги носи у Брвенца или во другите градови. Ако се асфалтира патот, ја мислим ова село уште поќе ќе живне, така да има и од други места, не само Лукојчани што прави кендици, значи имаме и од другите места на Република Македонија. Како и многу планински села, така и Луковица ја доживува судбината на иселување. Има околу 100 куќи, но тука постојано живеат 50 жители. Голем број од мештаните се иселиле токму поради патот. Не можат да одат ниту на работа децата на школо, а тие што се занимаваат со сточарска дејност немаат услови да го транспортираат производот. Борче Милошевски има фарма со околу 200 грла кози. Млекото и сирењето му се барани, сака да ја прошири дејноста, но нема услови. Најбитен е пласманот. Кога би имало сигурен пласман или откуп, би се зголемило, пошто одговара и поднебје, и местоположба, одговара за сточарство. Млекарите не се нафаќа ради путот. Ради путот, значи предалеку, едно што е предалеку, тоа све уреду, али што не е асфалт, тоа е најголемиот проблем. Селото Луковица е оддалечено околу 30 километри од Тетово, припаѓа под општина Желино. Од местната заедница велат дека досега од градските власти добивале самоветување, дека кога ќе изнајдат финансиски средства, ќе го асфалтираат патот. Во меѓувреме градоначалникот на општина Желино Бледим Сейдиу на својот Facebook профил постојано се фали со разни инфраструктурни проекти, меѓу кои асфалтирање на нови улици. Најавените инфраструктурни проекти во Тетово или не се довршуваат целосно со децении или воопшто не започнуваат да се градат, иако бројката на градби и население во градот постојано расте. Оваа улица позади клиничката болница во Тетово започна да се гради пред 5 години. По неколку месеци градежните активности престанаа. Дори сега општинските власти најавија дека истата ќе се поврзе со ургентниот центар, но за незина целосна изградба до мостот на Благоје Тоска, тетовци ќе почекаат уште неколку години. Има и такви проекти на кои се чека со децении. Од местната заедница Борис Кидрич вела дека во нивната населба најавените инфраструктурни проекти не се ниту започнати. Се уште се движат и возат по руинирани улици и тротоари. Бидејќи беше обечено дека овој пат ќе се пробие и ние како местна заедница ќе бидеме растеретени од страна на возилата кои што поминуваат низ нашата местна заедница. Овие плочки се ставени може има 40-50 години. Како што дрвата растат, тие се разлабавуваат и никаква грижа нема за нив употребено локалната самоуправа. Исто така и зафатен тротоарот на делот кај што е пералната, значи не може да поминат. Сега во септември ќе почнат децата на училиште, тука гледаме трактори со лубеници, тротоарите зафатени од возила. Општо кажано за местна заедница Борис Кидрич воопшто не се води грижа. Како и многу пати досега градоначалничката на Тетово Теута Арифи ветува дека започнатите проекти ќе се завршат наскоро, а во местната заедница Борис Кидрич ќе се изградат тротоари и ќе се пробие булеварот. Завршува процесот на исплаќање на деловите што се одзимаат од патот, така да мислам дека ќе се одиш па мора да се заврши. Ако тргнал како ова, тргнавме, завршивме. Бројот на населението и градбите во Тетово од година в година се зголемуваат, но на инфраструктурен план не се преземаат сериозни чекори. Нови улици нема, не се пробиваат булевари, а за обиколница ниту се размислува.
Усмртена мечка пронајдена во близина на патот Гостивар-Кичево. Најверојатно била прегазена од товарно возило. Мртва мечка утрово била пронајдена до коловозот на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на Здунјски мост. По пријавување на овој невообичаен настан на терен излегла екипа на кримтехника од полициската станица Гостивар. Првичните сознанија од извршениот увид укажуваат дека животното најверојатно било прегазено од товарно возило, кое по несреќата го напуштило местото. На патот можеа да се забележат траги од кочење, а на мртвото тело на мечката имаше видливи механички повреди. Се претпоставува дека мечката од прилика тешка 120 килограми се спуштила од околниот шумски предел во потрага по храна. Случајот бил пријавен и кај инспекторите за земјоделие и шумарство кои се надлежни да го подигнат мртвото животно. Ваков случај пред 3 години беше регистриран на автопатот Тетово-Скопје. Тогаш 2 возила налетаа на мечка на коловозот и ја усмртија, а со повреди во несреќата се здобија 2 лица. Сообраќајки предизвикани од животни не се реткост на патиштата во Полошко, особено на автопатот. Годишно се регистрираат по стотина. Вчера таква несреќа во која автомобил удрил во бездомно куќе се случила близу селото Камењане. 2 сообраќајни несреќи со повредени се регистрирани вчера на патиштата во Полошко. Околу 12 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Ауди со гостиварски регистарски ознаки, управувана од 38 годишниот АХ од селото Здуње, и моторцикл БМВ со словенечки регистарски ознаки, управуван од 31 годишниот ЖК од Словенија. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил моторциклистот, додека возачот на Аудито бил полесно повреден. Во 16 часот во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Скопје-Тетово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Пасат со скопски регистарски ознаки, управувано од 23 годишниот ЕЕ од Тетово, и товарно моторно возило Форд Транзит со гостиварска регистрација, управувано од 38 годишниот БС од Гостивар. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на Пасатот, додека возачот на Фордот имал полесни повреди. Во болница за медицинска помош биле пренесени уште 2 други лица, сопатници во возилата, кои имале повреди од полесен карактер. Во двата случаи бил извршен увид и се работи на расчистување на поединостите и причините. МВР информира и за спроведена контрола ноќеска во 2 часот по полноќ. Полициски службеници од ПС Гостивар извршиле контрола во угостителски објект, лоциран на улицата ЈНА во градот, при што биле приведени 2 државјанки на Србија на возраст од 45 и 21 година. Србинките кои работеле како танчерки биле задржани во полициска станица за натамошна постапка. Денес околу 12 часот и 30 минути се случи сообраќајна незгода на автопатот Мајка Тереза, при што автомобил управуван од 49 годишник од Гостиварско Скудриње излетал од коловозот. Со повреди се здобил возачот и 3 сопатници, од кои 1 малолетник, на кој им била укажана лекарска помош. Кај 46 годишниот сопатник се констатирани тешки телесни повреди, а кај другите телесни повреди. Промотивниот караван Мој дедеве денеска беше со граѓаните на Тетово. Преку информативен пулт во маркетот Рамстор во Тетово денес граѓаните добија повеќе детали за апликацијата Мој ДДВ, односно за владината мерка за поврат од 15% од пресметаниот данок на додадена вредност. На промотивниот караван Мој ДДВ се приклучи и министерот за култура Хисни Исмаили. Со овој проект добиваат сите граѓани, вклучително и се полни буџетот на државата. Апликацијата или поточно
овој проект е можно лесно изводлив, се прави после наплатата, се зема фискалната сметка, се скенира баркодот што е на фискалната каса, со посебната апликација на телефонот и со тоа веќе граѓаните може да си ги повратат средствата и да си го зголемат својот домашен буџет. Од друга страна пак со овој проект се намалува сивата економија, се полни државниот буџет, а знаеме дека од државниот буџет понатаму се финансираат разни проекти што се од културно значење па и пошироко. Затоа апелирам до сите граѓани да пристапат кон овој проект, да го користат секојдневно, бидејќи секојдневно ние знаеме дека си трошиме, си купуваме, а сето тоа и самите граѓани да добиват, да се добие и буџетот на државата и сите проекти што произлегуваат од тој буџет. Инаку, пријавувањето на податоци од фискалните сметки се врши најдоцна во рок од 10 дена од датумот на издавање на фискалната сметка. Враќањето на данокот се врши на трансакцијската сметка по службена должност од страна на Управата за јавни приходи во рок од 60 дена по истекот на календарското тримесечие во кое е издадена фискалната сметка. При денешната посета на Тетово, министерот за култура Хисни Исмаили, одговарајќи на новинарско прашање, најави дека наскоро ќе започне втората фаза за изградба на новиот театар. Како што знаете, малку се одолговлече тој процес. Тетовскиот театар се изведува во повеќе фази, од кои најважни се првата и втората фаза. Првата фаза е веќе при крај на изведбата и јас чекам тоа да заврши, тоа се состои фактички од таа конструкција, првобитна конструкција што требаше да се изведе. Набрзо тоа очекувам да се заврши, па да почнеме на втората фаза, да се направат тие процедури, тендери, да се избира изведувачи и реализатори и сето тоа. Мислам дека ќе го убрзаме тоа темпо на изведувањето на работите во врска со Тетовскиот театар. Верниците од исламска вероисповед се подготвуваат за празникот Курбан Бајрам. Продажбата на добиток, кој верниците го купуваат наменет за Курбан, и оваа година се вршеше на привремениот сточен пазар на влезот од Тетово. Пред утрешниот празник Курбан Бајрам на привремениот сточен пазар, кој оваа година е лоциран на влезот од Тетово, затекнавме поголем број продавачи и купувачи. Велат дека е криза, но Курбан, како што налага верата и традицијата, мора да се заколе по повод празникот. Цените на животните се движат од 100 евра па нагоре. Па за празникот наш продаваме курбани, овци, овни, бикови, крави, тие работи. Како се движи продажбата? Па продажбата на овците се движи 90, 100, 110 до 120. Овните 150, 200, 130, така. А на бикови 1000 евра, 1200, 1300, 900 евра, така цените. И каков е интересот? Интересот е голем, ал народ слабо има пари, али пак добро имат. Важна им е цената или? Па цената се одговара, али пари немат, али не се снажат за парите. За празникот? Добре, иде, добре иде. Какви се цените? Цена до 100, 110, 120, tako je. Ама народ се буни мало. Немају пари. Така. Празнувањето на Курбан Бајрам муслиманите утре ќе го започнат со молитва во џамија уште во утринските часови. Потоа се собираат на семеен ручек и се оди по гости кај најблиските. Посиромашните кои не се во можност да заколат курбан, месо за празничната трпеза добиваат од нивни роднини, пријатели и соседи. Купуваме ове краве, ове овце и тако за овој Бајрам, тако Курбан Бајрам се зове и тако стално го купуваме повеќе. Али ова неделја е слабо многу иде. И нема луѓе сигурно пари, па многу слабо иде. А дали дел од месото нели се дели на Се дели на 3 рати се дели да се дели, а еден рат може да се држи за дома, за деца. дава на семејствата, пријателите? Да, се дава тоа. Најпрво тоа се дели на пријателите, на сиромашните луѓе, па после тако иде. Празникот Курбан Бајрам се слави 3 дена.
μια πρωτοβουλία του Δήμου, του Athens Πόλης, για να ομορφαίνουμε αισθητικά την πόλη ζωγραφίζοντας τους καλωδιοκατανεμητές, και νομίζω ότι είναι σημαντικό εθελοντικά ο κάθε πολίτης να προσφέρει στο αντικείμενό του ό,τι μπορεί για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Πρώτα ήταν μια χαρά μεγάλη για μας που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε στην πόλη, να αλλάζει χρώμα η πόλη μας. Δεύτερον, εύχομαι ολόψυχα όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης να τα σεβαστούν τα έργα αυτά και να μην τα βανδαλίσουν. Сончево и многу топло со слаб ветер, претежно од североисточен правец. Температурите се движеа во интервалот 18 до 38 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 9. Сончево и многу топло со слаб претежно источен ветер. Температурите ќе се движат во интервалот 19 до 38 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 9. Тоа беше последната информација во денешните вести. Пријатно!